Денес разговараме со господинот Трифун Костовски, познат бизнисмен, стопанственик, донатор за актуелни теми кои ги засегаат граѓаните на Скопје. Господине Костовски, благодарам што ја прифативте поканата за интервју во нашиот онлайн магазин Инбокс 7. Ќе зборуваме денес за повеќе теми, меѓу кои и идејата на скопскиот градоначалник Петре Шилегов за изградба на трамвај во Скопје. Идеја која беше промовирана во времето кога вие бевте градоначалник на Скопје. Господине Костовски, градоначалникот на Скопје Шилегов најави трамвај, спомнувајќи ја и студијата која била изработена во време кога вие бевте скопски градоначалник, но вели дека таа не е основа на која може да се врши изведба. Може ли да ни кажете за каква студија станува збор? Проектот трамвај ни најмалце не е наивна работа и јас гостев буквално со завршена прва фаза, финален проект. Значи, тој требаше да биде изведен во 3 фази. Првата фаза беше аеродром, односно Лисиче, Скопје центар. Втората фаза требаше да оди према Чаир, Бутел. И третата фаза требаше да иде према Ѓорче Петров, Сарај. И нормално, со мали краци према клиничкиот центар. Тој беше предвиден и првата фаза беше финална фаза, во која што беше утврдено местото на депото, во кој што депо требаше да биде најсофистицирано со најмодерна опрема за 48 композиции од по, значи, 2 вагона. Тоа беше во Лисиче, на крајот од аеродром, почетокот на Лисиче. Таму беше локацијата. Трасата беше дефинирана, едино требаше само да се утврдат постојките каде ќе видат тие постојки за патниците да може да се качуваат и симнуваат. И тоа беше причината што јас како градоначалник не чепнав ниту еден денар од оние 7-8 милиони евра што остана на крајот од мојот мандат, чекајќи дека ќе се јави фирма, бидејќи ние веќе бевме претходно договорени со одредени фирми изведувачи на такви проекти. Меѓутоа беа уплашени веќе тие фирми, заплашени од актуелната власт да не се јавуваат, бидејќи јас сум градоначалник на заминување, дека они ќе го обструират тој проект понатака и морам да кажам дека тие беа многу тешки денови, тоа беа практички последните 2-3 месеци од мојот мандат како градоначалник, кога тој тендер се распиша за првата фаза, велам финален проект. Не е проект во изведба или во полуизведба, туку финален проект, мощен, сериозно, во кој што градот го чини 1,5 милион евра, граѓаните на град Скопје. Меѓутоа се заплаши изведувачите и едноставно се откажа. И во тоа време, паметам кога денеска многу свежо, со тогашната председателка на антикорупцијска комисија Милена Димовски имавме оштри препукување меѓу нас од аспект во кој што она ми забрануваше ја да распишувам пред моето заминување таков тендер, па и да потпишувам такви договори, додека мојот одговор гласеше додека сум градоначалник, до последната минута моето право никој не ми го спорува. А ако најдете нешто што е зло дело направено или кривично дело, повелете, после тоа имате истрага, водете, јас сум човек кој што не бегам и стојам тука на располагање. Се извинувам, може ли да кажете дали целиот проект чинеше 1,5 милион евра? Проектот само чинеше 1,5 милион. Колку чинеше студијата и која ја изработи? Ја изработи, тоа е шпанска фирма, не можам да се сетам денеска на фирмата, тоа е фирма од Сарагоса и која што во основа тие имаат големо искуство во поглед изготвување на така обимни и сложени процеси, посебно во овој урбан сообраќај алтернативен. Шпанците тоа го направива и тоа беше поводот за зближување со Сарагоса, кога станавме сестрински градови. Бидејќи тој проект не зближи нас со шпанците и рековме дека тука можеме ние да направиме нешто. Идејата понатака да кажам, значи дека ние имавме намера, тогаш со господинот Бандич беше градоначалник на Загреб, разговаравме. Ѓуро Жаковиќ беше пуштена во функција на производство на локомотиви на вагони за трамвај. И дури бев на промоцијата на неговите нови 7 километри трамвајска линија, кога тој со собствено производство
покажа што направиле, како направиле, и едноставно сватив дека ние тука на Балканот мораме да размислуваме да коегзистираме и да се помагаме. Ако Ѓуро Џаковиќ почнал да работи, апсолутно ние ќе бидеме следниот партнер кој што сакаме да влеземе со тој производ да биде имплементиран во Скопје. А како ќе го платиме, тоа е прашање на начин на кој што секој пат ќе се договориме. Имаме што да им понудиме, нешто ќе платиме кеш, нешто ќе платиме од она што го имаме зарзавато воопште, така да имаме ние многу солиден приод и сериозен приод кон решавањето на ова прашање. Затоа јас го патувам господинот Шилегов да апсолутно нека го проучи тој проект, нека се поврзе со институциите, бидејќи документацијата постои и тендерската документација постои, нека погледнат подобро и нема потреба поново трошење средства за такви работи. Тие средства се дадени. Колку што убаво разбрав, тие 1,5 евра се веќе платени за изработка на проектот? Платени се во моје време уште. Во моје време тие платени се средства. Видете вака, за сериозни работи треба сериозен приод. Јас навистина имав сериозен приод кога тоа не ми паднало туку така преку ноќ наум дека на Скопје му треба алтернативен сообраќај точно баш во трамвајот. Тоа научно докажано, бидејќи за градови од големината на град Скопје, кој што веќе денеска се движи од прилика блиску милион, неодржливо да имаме еден вид на јавен сообраќај. Мора да има алтернативен. А бидејќи градот Скопје во својата поставеност има огромни проблеми со подземните води. И не можеме ние да размислуваме за подземна железница која што би била релативно лесно изводлива. Трамвајот се покажа како најдобро препорачливо јавно сообраќајно решение за градот Скопје, бидејќи од висината на Вадар од Сарај до излезот кај аеродром висината се на 13 метри. Тоа е прекрасен, да ви кажам, една географска поставеност за имплементација на ваков вид јавен сообраќај. Да не говорам за неговите предности, дека е безшумен, дека не загадува, дека својата траса е секој пат му е отворена и дека секој пат ќе биде на време и точно. Ја поздравам идејата на господин Шилегов, го патувам најдобро намерно, нека влезе подлабоко во целокупната документација, што може од нејзе да искористи, нека доправи што треба, меѓутоа нема потреба од повторно фрлање на нови пари за нови проекти кои што ќе чинат, бидејќи ние на тој проект работевме година и половина. Година и половина додека дојдевме до финалниот проект на првата фаза. Значи, тоа се сериозни зафати во кои што ни треба и сериозно време. А да не говорам дека и времето на Шилегов полека изминува веќе. Во втората година, ако почне со нов проект, ќе дојде време исто како и јас. Да го отпочне проектот, да дојде до финален проект, па после да каже стоп, не може сега да се имплементира. Сакам да упатиме на порака. Луѓе, не е битно кој тоа ќе го направи. Дайте да сработиме нешто. На градот подхитно му треба алтернативно решение, посебно во јавниот сообраќај. Трифун нека не биде, нека биде Петре, нека биде Коце, кој што сака нека биде. Дајте на овој град да му дадеме алтернатива. И на крај крајва она што дефинитивно на сите нас не загрижува, тоа е загаденоста. Дали во самата студија, бидејќи спомнавте дека чинела 1,5 евра, дали студијата изработена целата проектна документација од страна на шпанската фирма која споменавте или учествува и други фирми? И што е посочено во... Имавме конкурс за таа работа, значи тоа која на година конкурс дали може да посочите? Тоа беше 2007-2008 година се работеше тој проект и в 2008 година веќе дојде до негова финализација на првата траса. Во кој што се утврди трасата, се утврди местото на депото, локацијски се утврди, марки се утврди и беше направен комплетен нефизибилити студија, комплетен проект за почнување со лопата и копач, условно кажано.
да биде по-разбирливо за гледачите. Тој проект требаше веднаш да стартува со имплементација. Тој не беше на брзина направен проект како проектите што ги правеше минатата влада, конкретно во случајот со автопатот Кичево, Охрид и така натака. Тој проект беше многу сериозен и многу сериозно ние сите бевме посветени на таа работа. Штом го спомнавте загадувањето, дали во таа проектна документација имаше проценки во однос на тоа колку посто од загадувањето во главниот град ќе се намали? Дали имаше некои други проценки во однос на животната Тоа убедливо средина? дека ќе го намалеше автобускиот сообраќај. Во кој што ако денеска пак погледнеме, Скопје се дави со автобуси кои што објективно времето ги надминало, односно потребите на една современо европско гледање се далеку изнад тие норми што тие ги пропишуваат по поглед за гаденоста што ја прават. Значи, че ги немаше тие автобуси. Автобускиот сообраќај требаше да биде како пропратен дел на јавниот сообраќај кој што требаше да биде на овие 3 делници, за да може да стигнат граѓаните до секое место кој што може да го користи прво трамвај, а понатака автобус. И секако голем број од автобусите денеска кои што буквално ние го собравме во Македонија си од шкарт, бидејќи имаме и приватни превозници, имаме јавно градско предпријатие за ЈСП за превоз во кој што се набави автобуси во кој што голем дел веќе гледам дека се во расходување или веќе ги нема по улиците и се уште се возиме со автобуси стари 30-40 години. Тоа е срамота. Може ли да ни посочите кои проекти ги оставивте во наследство на вашиот следбеник? Па видите вака, јас само го оставив проектот трамвај, бидејќи сметав дека тој е најблизок проект за реализација. Јас покренав неколку иницијативи и во поглед местото и улогата што е градот кој што треба да ги реша своите проблеми. И денеска го убедувам, и актуелниот градоначалник, го убедував и претходниот градоначалник, дека вистинските проблеми на градот Скопје се под земја. Не се на земјата. Меѓутоа, пред Шелегов, господинот Коце Трајановски, тој повеќе сакаше да шминка. Да градот го редува, што знам, со зеленило, во барок да ги бојадисува зградите, во кој што не се зафати со она што е најбитно на човекот. Сакам да ги убедам граѓаните. Барајте од вашите градоначалници да ви ги решат вашите животни потреби за здрав живот. Ние се уште денеска имаме азбестни цевки. Велам азбестни цевки кои што пренесуваат секојдневно во одредени делови во градот Скопје вода кој што луѓето ја консумираат дали во храна, дали како вода за пиење. Видете, азбестот во развиените земји, Северна Америка, Канада, Европа, веќе 40 години е комплетно елиминиран. Елиминиран од негово присуство. А ние овдека во Македонија го имаме на илјадници тони. Испаднете од овдека, фрлите еден поглед овдека, ќе видите крови со азбестни плочи. Една честичка од азбестот да влезе, таа може да биде во организмот да тлее и неколку години, со мало надразнување да таа едноставно ви развие канцер во невидени размери. Тоа е тихиот убиец на секој граѓанин во Република Македонија. Значи, тоа е проект кој што градот Скопје ги немаше тие средства и денеска ги нема тие средства. Тоа е минимум пола милијарда проект за расчистување на, говорам само на градот Скопје. Вадењето на азбест од сите градежни објекти, од сите инфраструктурни работи каде што е вграден. Тоа се илјадници тони. Не е само да го извадите. Начинот на вадењето има специфика. Начинот на собирање и транспортирање има посебна специфика. А уште поважна специфика начинот на складирање. Каде тој треба да се складира? Мора да се складира на место кој што ќе нема допир со човек, ќе нема допир со вода, ќе нема допир со воздух. За да не ги почувствуваме тие последици. Значи, тука е прашање на прајање на изградба на огромни депонии кои што исклучува ќе се занимаваат со депонирање на тежок отпад и опасен отпад во кој што треба да им даде гаранција на граѓаните дека ќе имат здрава околина и здрави услови за живот.
Правевте ли анализа, што спомнавте за азбестните цевки во ваше време како градоначалник? Што покажа, дали правевте анализа за водоводната мрежа и каде се уште... Јас сакам да упатам една порака до актуалните градоначалници. Денеска факултет за градоначалник нема, не постои. Објективно, доаѓаат луѓе, со доаѓањето на луѓето на градоначалници, нека не смете дека тие измислиле топлата вода, дека и од нив почнува светот. Сите луѓе кои што доаѓаат на тие места морат прво да научат што сте основните потреби на градот. Со цел да се задоволат потребите на граѓаните. Наискрен сум, јас немам потреба да лажам. Првите 2 години јас бе бела книга. Единствено што го знаев да го имплементирам, тоа беше финансиското работење во кој што градот го затегнав со една добиоза скоро 70% од годишниот буџет, кој што беше долгот, успеав за 2 години да го решам, да ги вратам и да го донесам градот за 2 години во ББ+, кој што во тоа време имаше повисок кредитен рейтинг од владата на Република Македонија, владата на Груевски. Со домаќинско работење. Тоа ми лежеше, тоа го знаев. Ја учев исто како прво оделенче што е тоа што на градот Скопје му фали. Му фали точно тоа подземна инфраструктура. Ние говориме за 21 век, гасификацијата ни е предност во Скопје и тоа ни беше исто така еден проект кој што заедно сакавме дали Стоелем или Евана да го гасифицираме градот овдека, во кој што да гасот биде дел од нашето домакинство. Покрај вода, струја, фекална канализација, атмосферска, кабловска, сите тие работи да можеме да ги направиме, да мојот човек, кој што овдека живее во градот Скопје, да ги му бидат достапни сите тие устови за да е нормален живот, модерен живот, бидејќи објективно динамиката денес и динамиката пред 50 на година, 40 е сосема друга во поглед темпото на живење и брзината на некои нешта кои што се случуваат во секојдневието. Не ми одговоривте само на прашањето за анализата на водоводната мрежа. Дали беше направена во ваше време анализа? Во моје време јас барав на база тоа што сватив дека азбест има. Тоа со тек на време ви се откриват работите, сватив дека тој е канцероген. Веднаш стадов анализа и се утврди дека во тоа време во градот Скопје имаше 90 километри изградена водоводна мрежа со азбестни цевки. И во моје време настана тој еден големо покачување на цената на водата, кој што буквално се зголеми за скоро 97%, меѓутоа тие средства беа употребени за стабилизација на јавното предпријатие, за негово доопремување и отпочнување со промена на азбестните цевки. Во моје време ми се чини меѓу 10 и 15 километри се беа сменети цевките, така да на место азбестните цевки се инсталира или пластични цевки или цевки со поцинкуван лим. Сакам да кажам, тоа е процес. 4 години се краток период за еден градоначалник. Ја тек почнав да размислувам како градоначалник визионерски после 3-та година. Гледате, учите, научувате и ги гледате кои се проблемите. По моје време се формираше јавно предпријатие за гасификација во градот, кој што после тоа дојде коца и го укина тоа јавно предпријатие, бидејќи заживеа со еден-двојца луѓе кои што требаше да биде една каписла дека треба на тој проблем да се работи. Ако не се работи, нема да стигнеме нигдека. Гасификацијата е и денеска веќе после моето заменување веќе помина 10 години, се уште немаме ни абер, ништо. Да не кажам, трамвајот да не го забораваме. Во тоа време, кога се уште имавме добри односи со актуелната власт, тогашна, со ВМРО, со Никола Груевски, наместо да што потрошија толку големи пари за Скопје 2014 година, мене лично, ко граѓанин на град Скопје, му предложив господине Груевски, имаме тука матка, прекрасен природна убавина, кањон, со прекрасни пештери, надводни, подводни, со прекрасна
прекрасни стари манастири кои што датираат од 9, 10, 11 век, кои што денеска се активни 10 на 11, а имаме на темелено уште околу 64-65 манастири. Дајте да ги возобновиме тие манастири. И да не биде водно со крстот горе ставен, дека тоа е само за православците. Туку да дајте направите една опција по сртот на водно жичара со 2-3 топни станици, кај што ќе има мали ресторанчиња, мали кафетерии, да луѓето во летните денови може да се одморат и да се испадне над кањонот Матка со брзи лифтови да може да ги посетат сите тие убавини кои ќе бидат обновени. Меѓутоа, тоа е проект кој што требаше да се реализира минимум во еден период од 7-8 години, бидејќи обновувањето на манастирите, потоа правењето и едуцирањето на кадар, едукативен кадар кој што требаше да ги насочува тие туристи кои утре би доаѓале, сето тоа ќе беше една сосема подруга слика за Скопје. Меѓутоа, господинот Груевски реши да градот го обложи со стиропор најповеќе, да го обвие со барок, со одредени работи кои што сметам дека времето, да, во своето време биле прекрасни и денеска изгледат прекрасно, меѓутоа сакам да живеам со иднината. Во јавноста останавте запаметени по случајот Кермес. Имате ли идеја да го заживеете Кермес? Тоа е една тажна приказка, можам да кажам. Нека им служи на чест на сите тие учесници во тој проект. Веќе 13 години тој проект е ниту е на небо, ниту е на земја. На база проектна документација, прифатена од општина Центар и од градот Скопје, пред моето доаѓање на градоначалник, со утврдена маркица, стопиран под сомнителни околности дека тоа е споменик на културата, за да после 2 години да се докаже дека не е споменик на културата. Стопиран објектот и денеска стои во централниот дел на паркот како авет, како нешто што времето веќе го јаде, една грда слика за паркот. За жал, маркицата уште не е вратена. Иако се променија од тогаш 4 градоначалници, Аларова, Тодорович, Жерновски, еве дека денеска е Богданович. Се советување дека денес, утре тоа ќе се реши. Едно што знам дека мојата, да не кажам, убава мисла за Кермес, што би требало Кермес да представува во самиот парк и како тој требаше да изгледа, едноставно ја убија. Ја убија и желбата да сето тоа го направам. Меѓутоа, пак ќе кажам, на сите тие актери нека им служи на чест. Мене финансиски да ме погодија, меѓутоа, сметам дека градот изгуби. Градот изгуби еден прекрасен објект. Кажете ми прекрасен објект кој што го имате вие во склопот на паркот. Сем денеска возобновената зоолошка градина, пак, кој што ќе кажам, пак иницијатор е мојот советник Клате Соколич, а јас во моје време тоа го направивме, возобновивме зоолошката градина по систем современ на ЕАЗа, тоа се стандарди кои ги пропишува Светската зооасоцијација за услови во кои што треба да живеат тие диви животни во таквите зоолошки градини. Не можам дори во моментот да се сетам на се конкретно каде сме обрнувале внимание. Бидејќи да се задржам на зоолошката градина. Тоа беше да ви кажам, не знаете дали зоолошка градина, луѓето често пати тие што немаат и да ќе влезат натре, ќуте патка или некоја фока и ќе имаат за ручек за вечера. Дивите кучиња беше отворен простор да можеат да влегуваат таму, па живеева заедно со животинчињата од зоолошка градина. Ние сето тоа го направивме пристано, го оградивме, дигнавме зидот и направивме живеалиштата согласно тие стандарди што се. Нека не биде тоа фалење, меѓутоа моја заслуга е што денеска за тигровите, посебно за сибирскиот тигар, се вкупното живеалиште е моја лична донација.
да тој најпрекрасен, најголем примерок од мачките кои што денеска ги има на светот, да го имаме овдека во Скопје, тоа е за мене една огромна сатисфакција. Кога сме веќе кај донирањето, сакам да прашам дека во една прилика изјавивте дека како градоначалник сами сте ги плаќале вашите трошоци, па дури спомнавте дека сте инвестирали ваши лични пари за реализација на проектите во град Скопје. Колку до сега сте вложиле во касата на град Скопје? Па лично во касата на град Скопје неам вложено, бидејќи тоа и законот не ми дозволува. Плата таа што сум морал да земам, ја земав, меѓутоа и истиот момент таа идеше по одредени социјални случаи, луѓе кои што има потреба од помош, да се лечат, да се лекуваат, така да тие пари наменски не беа наменети за мене, туку беа наменски наменети да помагам социјални случаи. Прв бев што донира 50.000 евра кога се донесе првобитната одлука, бидејќи немаше храна за зоолошката градина, да ги храниме животните, 50.000 евра заедно со невладините организации тука се собравме, донира 50.000 евра во кои што да се обезбеди храна за да може да се возобнови. Ги возобновивме тие служби и после тоа уште околу 250.000 евра ме чинеше живеалиштето на тигрите. Иначе за донациите кои што сум ги правил во градот, да не говориме дека тоа е водјанска, уредувањето на осветлувањето, па и сите жардинери, да не кажам кеот кој што денеска веќе мртов покрај Вардар, што ми е многу жал, а во мое време тоа се случи, кога Министерството за транспорт и врски едноставно донесе одлука да узурпира еден простор кој што исклучиво им припаѓа на граѓаните ради изградба на денешен Телеком, односно тогашната стара Народна банка, во кој што тие инвеститори ветува дека ќе направат подземен пат под кеот со цел да не се узурпира тој прекрасен дел на Скопје кој што ние скопјаните го паметиме, барем јас. Мојата младост буквално поминавме на кеј. Денеска да го погледнете тоа парче, тоа веќе навистина е срамота. Срамота за тие што ги донеле тие одлуки да му го земат во централниот дел на градот, на градењето, таа можност. Имајќи ги трговскиот центар со безброј кафулиња и близината на Вардар, во кој што можеше да се густира водата како една убавина, бидејќи водата сама по себе значи живот. А да се напиете кафе или да можете да поминете неколку часа покрај самиот во централниот дел на градот, покрај водата, тоа е едно огромно задоволство. Во вашата последна колумна за нашиот онлайн магазин спомнавте за тоа како се чистел отпад од некогашната фабрика, дека буквално со шмркови се чистеле бурињата и дека дел од тој отпад завршили во реката Вардар, кога веќе ја спомнавме. Што се случуваше во ваше време? Какви сознанија имавте за загадувањето, посебно од индустриските капацитети? Па видите, вака ми се чини дека нема градоначалник кој што после првите неколку месеци нема да знае кои се зоните кои што се најопасни по граѓаните на градот Скопје. Тоа се зоните кај што имало или има индустријски капацитети кои што исклучиво се бават со примарната, да не кажам, примарно индустријско производство. Тоа е железарата, топилницата, која што во времето едно време работеше, па не работеше, се купува полуфабрикати за ладна и топла валалница, сега веќе ги претворија во производство на фероманган, на ферохром. Тоа е загадувачка индустрија. Денеска ви имате преку 25-30 хектари кај што беше лоциран охис, загадено почва, во кој што треба да се копа минимум 2,5 до 3 метра земјата да се извади, да се носи од тука, да се депонира повторно, како што реков, во некоја депонија во кој што ќе нема допир човекот, за да може тој простор понатека да биде корисен за нормален живот на граѓаните.
Тоа што го напиша во колумната, тоа се однесуваше за Алумина. Алумина кој што беше во центарот на град Скопје, денеска на меѓу општина Центар и општина Карпуш. Таа Алумина работеше скоро 40 години. Алуминиот, покрај тоа, преработката на алуминиот има многу хемикали кои што тие ги користат во директниот процес на доработка или финализација на да не кажам тие профили кои што тие беа така специализирани од инготи, уставно кажано да прават профили, дали за џамови, за врати, за било што. Хемикалите постоева. Тие хемикали немаше место за складирање, немаше систем, како и едноставно се става во бурења и ќе ги затворат и ќе ги држат. За жал, никој во Македонија и од бившите ју времења и денеска не размислуваше дека тој отпад мора еден ден да се складира негдека, да се... Никој не размислуваше и не знам дали денеска владата размислува за животната околина дека депоните за таков вид отпад се приоритет. Бидејќи, како што спомена, Скопје е најзагадениот град од сите бивши градови на ју републиките, бидејќи во Скопје беше целата можна индустрија и тоа примарна индустрија, како железари, рудници, железарници, Скопје. Ви беше тука Алумина, ви беше Купром, беше тука Охис, беше тука Годел, беше тука Цементара, беше тука Стаклара, беше во мои години паметам, бидејќи од Ново Мало сум, Светан Димов фабриката кој што беше првата фабрика и најстара фабрика кој што производство на сапун. И знам дека се сеќам во вечерните сатови, тогаш не се дишеше, бидејќи тогаш ги испуштаа сите оние отровни гасови во воздухот. Значи, морам да кажам дека проблемот со загадувањето во Скопје е граден многу одамна. Меѓутоа, денеска имаме мерни инструменти кои што можеме да го измериме. Има некои стандардни за чистота на воздух, чистота на почва, чистота на вода. Освен за Алумина, за кои други локалитети имавте сознанија или анализи или предупредувања? Охис беше атомска бомба за Скопје. Атомска бомба е за Скопје. И се уште е, иако не е во функција. Ве молам, тоа се сериозни работи во кои што не знам. И таму има тежок одпад. Како и се манипулира понатега, не знам. Знам дека имаше во моје време, потегнавме некои идеи за градење на такови депони во кои што ќе се складира на вистина опасниот отпад. Опасен отпад, тоа значи, тоа се хемикали, преди се хемикали, опасни репроматеријали кои што биле во функција треба да се дислоцират ради нивната нездрава зрачење кон околината. И тука доаѓаме до еден ќоцокак. Не да Македонија не има место каде се депонира тоа. Туку големите политички превирања и борбата за власт не успеа да доведе до еден консензус меѓу играчите на политичката сцена во Македонија, да направат една вистинска анализа што е тоа на Македонија и треба, независно кој ќе биде на власт, да има приоритет во превенирањето прво, по здравието на граѓаните и иднината на граѓаните. За жал, борбата за власт си ги носи своите жртви, меѓутоа, крајната цена ја плаќаме ние сите, граѓаните. Вклучително и мене, иако многу луѓе не ме сметаат дека без сум дел од оваа заедница, бидејќи ме перцепираат малце како подруг човек, јас сакам да ги убедам дека сум нормален човек, го јадам истиот леп што го јадат и тие, ја пијам истата вода што ја пијат и тие, се хранам со истата храна, зеленчук или овоште како и тие, така да ја делиме заеднички судбината. За Охис имавте конкретни сознанија, анализи, да кажеме, од одделението за животна средина во град Скопје,
за некои други исто индустријски капацитети? Има ли конкретен Нема, документ? Имаш ли конкретен документ во кој се нема кажуваше? Нема документација, мислам дека тука веќе градот излегува од своите ингеренции во поглед тоа анализирање на работи, бидејќи тоа не се однесува само за градот Скопје, тоа е во цела Македонија. Ја им честитам на Велешани. Ја затворија топилница, иако последиците уште ќе ги чувствуваат. Бидејќи од таа згура што се уште таму стои, се уште има одредени хемиски зрачења кои што дефинитивно го загадуваат воздухот кај Велешани. Ги жалам битолчани. Битолчани ја платиат целата цена за да имаме ние 80% собствено производство од рек Битола. Технологија на кој што одамна светот му рекол збогум. Не седнавме да размислуваме како да го модернизираме тоа производство на електрична енергија. Без енергија нема напредок, цивилизацијски напредок. Ние се уште сме со котлите од времето на бившиот Советски сојуз, во кој што се користи најлошиот јаглен, најнискокалоричниот јаглен, со 1600 до 1800 килокалории. Тоа светот бара, веќе се модернизира. Не идат на систем на прво. Сакав да прашам и за депонијата Дрисла. Имавте ли некои сознанија како градоначалник дека Дрисла работи, се уште нема ставено филтер? Што се гори таму? Еве имаше во минатото информации, кажа и господинот Чилегов дека имаа спекулации дека се гори радиоактивен отпад. Имавте ли некои сознанија за Дрисла? Бидете, јас исто така, во мое време ја не дозволив да има никакви спекулации со никаков отпад. Меѓутоа, ние на Дрисла посветивме внимание максимално што можевме во тоа време како град да го посветиме, имајќи ги предвид и финансиските можности. Дрисла, мислам дека следивме, донесовме нови некои машини за самото депонирање на отпадот, има одредени критериуми. Меѓутоа, што е проблем со Дрисла? Дрисла има подземни води. И тие подземни води се главниот проблем кој што го прават Дрисла и сите тие во нивното, посебно местата како Студеничани, тие што гравитираат према тоа место. Ја да се сомнеам во квалитетот на водата. Со голем интерес го следев конкурсот за издавањето на Дрисла под закуп на долги години и кога имаше конкуренција меѓу Шолце, кој што за мене беше многу позната фирма во Германија и апсолутно ја не би се размислила ниту еден секунд би го дал они да го работат. И се појави една италијанска фирма која што се покажа дека од самата италијанска амбасада потврди дека апсолутно тоа се не заверба партнери. И денеска во случајов имаме Дрисла малтене во иста состојба во кој што не е внесено ништо ново. Имавме намера во Дрисла да ставиме посебен погон за медицински отпад, бидејќи тој може да биде мощно опасен, заразен по здравето на луѓето. Поврзана ли е Дрисла со подземни води со Скопје? Да. Со селата што гравитираат во тој регион. Колку представува опасност за Скопје, да кажеме? Много. И преку воздух и преку подземните води? Јас само ќе кажам еден пример. Во моје време, јас наследив од господинот Пенов, во кој што се воведе фекална канализација од Стајковци, тоа е во подножието на Скопска Црна Гора, преку Сингелич, и се однесе во долното течение веќе на каналите на излезот од Скопје. Тој проект не беше затворен. Тоа беше пред изборите 2004 година, председателски избори, и тогаш као еве кампања почнува со фекална канализација, ќе се фекализира. Проектот завршува така што буквално Стајковци и Сингелич почнува да си ги користат тие инструменти и сите фекали доаѓаат во тоа село што е долу. Не можеше да се проложи уште 800 метри да се направи фекална канализација, барем да влегуваат во каналите. Меѓутоа, тој процес за 800 метри го чинеше градот скоро 5 милиони евра.
толку скапа беше изградбата на таа фекална канализација. Иако Стајковци до ова место преку Сингелич, тоа веќе преку 15 километри тоа беше направено, не чинеше повеќе од 200-300 евра. Само овој дел чинеше толку многу. Сакам да кажам, ако ние немаме прочистителни станици, дефинитивно на индиректен начин, ние стануваме заложници за таа небрига. Имавме намерение да направиме пречистителна станица, меѓутоа сите тие работи чинат пари. А градот, велиме, децентрализација. Лажна децентрализација. Зашто лажна? Бидејќи јас, како градоначелник кога бев, и тоа објавив тогаш на билборди во кој што се барав за вистинска децентрализација. Од ДДВ-то ние градот Скопје добиваше 0,002%, а од персоналниот данок 0,003%. Персоналниот данок по вокација оди во локалната самоуправа. Како бизнисмен, како гледате, штом сме кај даноците, како гледате на воведувањето на прогресивен данок? Тоа би било погубно за Македонија. Македонија да важен да некоја високо индустриализирана земја, високо софистицирана земја, па и високо образована земја, тоа би го прифатил како еден модерен начин на размислување. Меѓутоа, се плашам, гледајќи ја политичката сцена во Република Македонија, во кој што реваншизмот е на прво место, дека тој данок, тој таков со прогресивен данок, ќе биде, да не кажам по мое, узурпиран. Тој што заработува многу, тоа лесно денеска ќе се префрли во Бугарија, ќе се префрли во другите земји во кои што ќе иде таму кај што ме понисок данокот. Затоа сметам дека бившата власт, апсолутно, направи страшни проблеми за оваа држава. Меѓутоа, за некои работи и денеска им си менјам капа. Зошто? Фискалната политика оние имплементира. Оние ја доведоа да биде на рамниште на еден современ европски приод. И за рамниот данок. Најпростата алатка, меѓутоа, за наши прилики, за наши услови, најдобар начин. Рамниот данок. Знам кои се заговорниците посебно за прогресивниот данок, меѓутоа сакам да ги предупредам дека тоа ќе има консеквенции по и така кревката економија, посебно тие што држат таа економија, дека тие можат многу лесно да го дигнат капиталот и да се заменат на тоа место кај што смета дека ќе имаат поголема корист. Уште две кратки прашања. Познат сте и како донатор на голем број проекти кои се реализирани во рамките на Македонската академија на науките и уметностите, меѓутоа и надвор од неа. Па би сакала да ни посочите кои се проекти досега сте ги поддржале? Па не можам да кажам да ги набрам тие проекти кои што во рамките на МАНО ги поддржано. Тоа е фондација која што оваа година веќе 21 година функционира нормално, која што зависно од потребите на што требаше да биде изработено во склоп на фондацијата, се обезбедува средства. Од незиното формирање до денеска се слеани, што знам, негдека околу 2 милиона евра, во кои што се искористени преди се за промоција на нашава култура, не само македонска, говорам нашава македонска култура во кој што со сите етно кои овдека живееме. Во промоција на нашето културно наследство, кој што овдека ние го имаме, и на крај крајва академијата малце се здоби со еден имидж. Ако одите денеска во академијата, ќе видите дека сите портрети кои што се од сите председатели на МАНУ направени од самата фондација. Денови имавме надзорен одбор на фондацијата, поддржуван во Полска, Пољак, кој што го изучувал и во ракопис го направил сиот материјал за македонскиот јазик во поречието во албанскиот дел. Господине Костовски, во изминативе години бевте споменувани во контекст на тоа дека имате председателски амбиции. Дали се уште имате
такви амбиции? Да, председателски амбиции имав и сметав дека малце ретроактивно. Пред некој ден гледав некои анализи во поглед каков кандидат граѓаните преферирале од аспект на поштеност, човечност, политичка припадност, национална припадност, верска припадност. По тие карактеристики, без лажна скромност, се препознам себе. Меѓутоа, сметам дека сум уморен да некому се нудам, а мора да се понудите на политичките партии. Немам намера да се кандидирам, да видам како кандидат самостоен. Ако им требам, тука сум. Ако не им требам, со совет ќе им помогнам. Апсолутно, бидејќи направив собствени анализи, во кои што сериозни анализи, во кои што ткивото наше во Македонија е толку распарчено, толку разделено, а таа неедуцираност и тој навијачки пристап не му дава на човекот објективна можност за реално гледање на работите. Не го судувам мојот народ. Тоа е толку за сега. Тука пак јас ќе се вратам на основната работа. Домашното воспитување и образованието. Дали сум јас пред време стигнат? Не знам. Може би сум, барем јас така мислам. Пред време со моите афинитети јас можам, сметам дека на Македонија ја и требам многу повеќе од колку Македонија мене. Меѓутоа, тоа не го препознаваат ниту политичарите, ниту граѓаните и сметам дека многу помирен живот ќе водам вака. Господине Костовски, благодарам за интервјуто. Вам исто.